Добар ден и добре дојдовте во виртуелната училница наменета за учениците од 6-то оделение по предметот информатика, која ја обработува наставната содржина, додавање на аудиозаписи и видеозаписи на слайдовите во мултимедијалните презентации. Вештини кои треба да ги усовршиме од овој час се да поставиме аудиозапис на слайд во презентација и да поставиме видеозапис на слайд во презентација. Практикувајќи ги наредбите видео и аудио од менуто Insert. Пред да видиме како ова ќе го направиме, како ќе поставиме звучни видеозаписи во една мултимедијална презентација, најпрво да се потсетиме што беа тоа аудиозаписи и што беа тоа видеозаписи. За аудиозаписите може да кажеме дека се датотеки кои што содржат звук. Вашата омилена музика представува звучен запис, но таа може да биде и некој снимен говор. Звучниот запис во компјутерот се внесува со влезната единица микрофон, за која што ние учевме во првото полугодие од оваа учебна година. Форматите на звучните записи се препознаваат по наставките кои што ги имаат овие датотеки. Значи, тие покрај своето име имаат и наставка, екстензија, одделена од името со точка, а наставките за звучни фајлови се MP3, MIDI, WMA, WAV и други. Видеозаписите пак се датотеки кои во себе содржат подвижни слики. Филмовите се пример за видеозапис. Видеозаписите најчесто се снимаат со дигитална камера, но може и со мобилен телефон и преку нив тие може да се пренесат во компјутерот. Исто така и видеофајловите или видеодатотеките си имаат свое име, одделено од нивната наставка или екстензија по која се препознаваат со точка, а наставките за видеозаписите се AVI, VMV, MOV, MPG и други. Сега да видиме на кој начин во компјутерските презентации може да поставиме аудио и видеозапис. Во самата презентација може да се постави аудиозапис во форма на музика, песна, говор. Тој аудиозапис може да се вметне на еден слайд, да трае додека не се промени слайдот, може да се слуша и на неколку слайдови или низ целата презентација. Активирањето на аудиозаписот додека трае самата презентација може да биде автоматски или пак кога ќе кликнеме на иконата која што покажува дека тука се вметнале аудиозапис. Тоа е следнава икона во форма на звучник. Исто така и видеозаписите или видеодатотеките при поставувањето на одреден слайд од презентацијата може да се активира на тој начин што ќе биде автоматски или пак кога ќе се кликне на самото видео додека трае презентирањето, а тоа се подесува во Normal View менуто кога работиме на самиот слайд, каде што видеото кое што сме го вметнале е во следнава форма како на оваа слика. Сега ќе покажеме како да поставиме аудиозапис од дискот на кој што сме го снимиле аудиозаписот во нашиот компјутер на некој од нашите хард дискови што ги имаме. Се повикува наредбата аудио од менуто Insert и наредбата аудио on my PC. Значи тоа можеме да го видиме еве тука, менуто Insert и наредбата аудио. Се отвара прозорецот Insert аудио и можеме да приметиме дека нашиот звучен запис се наоѓа на локалниот диск C под името во папката песни за новогодишна приредба под името Другарство. Кликаме на
аудиозаписот и кликаме на копчето Insert за да го вметнеме во соодветниот слайд на кој што работиме. Кога ќе го поставиме аудиозаписот од нашиот компјутер на некој од слайдовите и кога ни е селектирана иконата за аудиозапис во работен режим на презентацијата, од самото мени стануваат активни алатките од групата Audio Tools, каде можеме да правиме додатни подесувања на тој аудиозапис. Во смисла, дали звукот на аудиото да биде со ниска, средна или висока јачина на звукот, дали да трае низ слайдовите, дали да се повторува додека не се стопира презентирањето, дали да се репродуцира аудиозаписот во позадина и слично. Исто така и видеозаписот можеме да го поставиме на некој слайд од самата презентација, така што ќе ја повикаме наредбата видео од менито Insert и наредбата видео on my PC. Ќе се отвори прозорецот Insert видео, при што може да видиме дека нашето видео се наоѓа на hard дискот D и во папката видео час. Го селектираме видеото, во овој случај тоа е видеото насловено под името Media 2 и кликаме на копчето Insert. На тој начин ние сме го вметнале видеото на самиот слайд во соодветната презентација на која работиме. Видеозаписот кој што сме го вметнале можеме да го подесуваме, да правиме некакви подесувања на тој видеозапис од кога ќе го селектираме на самиот слайд во кој што сме го вметнале, стануваат активни алатките од групата Video Tools, каде што исто можеме да правиме додатни подесувања на самиот видеозапис. Па, например, можеме да го подесиме исто така јачината на звукот на видеото на ниско, средно или високо, дали видеото да се репродуцира на цел екран со тоа што ќе го штиклираме полето пред play full screen, дали да се повторува видеото се додека трае презентирањето или се додека не се стопира и слично. Исто така можеме да додаваме наслови на видеото, да го отсекуваме видеото доколку е потребно и така натаму. Кога работиме со видеодатотеки и аудиодатотеки во една презентација, треба да внимаваме затоа што тие се посебни датотеки. Значи, до нив е поставен линк од самиот слайд. Па кога ќе сакаме да ја пренесеме презентацијата, да ја наснимиме од еден компјутер на друг компјутер, ние ќе мораме да ги пренесеме и звучниот и видеозаписот кој што се дел од таа презентација. Па затоа најдобар совет е тие да бидат снимени во една иста папка или во еден ист фолдер заедно со самата презентација. И како таква папката да биде пренесена од еден компјутер на друг компјутер. Сега, доколку е потребно, стопирајте го видеото, затоа што ќе треба да изработите една задача која што опфаќа 5 слайда и со инструкции на секој слайд што треба да има. Па по потреба повторно пуштете го видеото. На првиот слайд треба да го поставиме насловот на презентацијата и да поставиме еден аудиозапис кој што ќе го спуштиме од следниот линк даден посочен тука, а самиот звучен запис ќе треба да го подесите да се репродуцира во позадина на презентацијата и да се подеси да се повторува се додека не се стопира самото презентирање.
Нормално тука ќе ги користиме знаењата што претходно сме ги стекнале за изработување на презентации, како да се додаде слайд, како да се уреди слайд, како да се вметнат графички објекти во слайдот, слики и така натаму. На вториот слайд треба да дефинираме што е тоа енергетска ефикасност, а информации во врска со тоа ќе најдеме на линкот посочен во тука, кој што објаснува што треба да работите на самиот втор слайд. На третиот слайд поставете корисни совети како да се започне со имплементирање на енергетската ефикасност почнувајќи од вашиот дом, а корисни информации во врска со тоа ќе најдете на овој линк кој што сме го тука посочиле. И на четвртиот слайд поставете видеозапис кој што ќе го спуштите од овој линк и кој ќе го подесите така да се репродуцира на цел екран. На петиот слайд напишете кој е изработил презентацијата, напишете го вашето име и презиме, оделението, паралелката од која доаѓате и името на училиштето во кое учите. Вака изработената презентација испратете им ја на вашите одговорни наставници. А сега, со оглед на тоа дека денеска поминавме како се ветнува аудио и видео запис во една мултимедијална презентација, може да земете хартија и пенкало и да одговорите, да пробате да одговорите на следниве прашања. Доколку е потребно, исто така на одредено време стопирајте го видеото. Запишете на хартијата со која наредба можете да вметнете аудиозапис во презентација, што треба да изберете од менуто Video Tools за да видеото се репродуцира на цел екран и што треба да изберете од менуто Audio Tools за да аудиозаписот се репродуцира во позадина на самата презентација. Доколку сте одговориле на прашањата, пуштете го повторно видеото и проверете си ги одговорите. Одговорот на првото прашање беше наредбата аудио од менуто Insert е потребно да се избере за да се вметне аудиозапис во презентација. Потребно е да се штиклира полето пред Play Full Screen од менуто Video Tools за да може видеото да се репродуцира на цел екран. И потребно е да се штиклира полето Play in Background од менуто Audio Tools за да може аудиозаписот да се репродуцира во позадина на самата презентација. Ви благодарам за вниманието и се гледаме во некоја следна виртуелна училница.